Ковачевски попушти 8 маја, денот кога Македонија ќе оди на претседателски и парламентарни избори, официјализирање на датумот во текот на следниот месец. Целосно омекна цврстиот став на премиерот Димитар Ковачевски дека двата изборни циклуси ќе се одржат во различен термин, откако дури и од коалициониот партнер ДУИ порачаа дека се за заеднички избори, ставот мораше да го промени и лидерот на СДСМ. Во декември ќе имало лидерска во собранието каде ќе бил официјализиран датумот за избори во мај следната година. Планирам некаде во текот на наредниот период, бидејќи декември нуди таква можност, да се одржи една средба во собранието на која што ќе можеме да ги дефинираме сите детали во однос на одржувањето на изборите, така како што се правило во минатото, ќе биде направено и сега. И едната година Северна Македонија ќе оди со парламентарните партии и едната година Северна Македонија ќе оди на избори така како што е пропишано и со закон и со устав. Ковачевски се уште не знае дали на парламентарните избори ќе се оди со заеднички листи и дали ќе имаат заеднички кандидат за претседател со ДУИ. Тоа ќе се знаело кога партиите ќе донеселе конечна одлука. Тоа е нешто што е одлука на политичките партии и кое што е предмет на коалициски договори, така да во моментов за такво нешто не можеме со сигурност да зборуваме. Иако два пати го прашавме дали разговарал со Ахмети околу името на техничкиот премиер кој ќе биде на предлог на ДУИ, Ковачевски реши да не одговори на ова прашање и на кои изборите би требало да се одржат на 8 мај. Тоа е единствениот термин кога претседателските и парламентарни избори може да бидат редовни.